Од Вашингтон ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Тајван испреќа дополнителни 4000 војници во јужните делови кои изминатиот викенд беа погодени од тајфунот Моракот. Десетици хеликоптери беа испратени во регионот за пренесување на преживеани кои останале одсечени откако патиштата и мостовите биле уништени од наноси на кал или изгање на земјиштето предизвикани од тајфунот. Бројот на смртни случаи од Моракот сега е најмалку 107 лица откако повеќе од 30 тела беа најдени во областни извори на топла вода. Други 61 лица се водат за исчезнати. Постепеното опоравување на американската економија не е од голема помош за американците кои се во опасност да ги загубат своите домови. Податоците на Агенцијата за недвижнини Realty Track покажуваат дека бројот на сопственици на домови кои се соочиле со проблеми со исплата на кредитите во јули се зголемил на рекордно темпо со пораст од 32% споредени со истиот период минатата година. Извештајот доаѓа само еден ден откако федералните резерви соопштија дека рецесијата во САД се намалува. Невработеноста на национално ниво е 9,4%. Американската државна секретарка Хилари Клинтон се наоѓа во посета на Либерија, при што изразува поддршката на САД на председателката Елен Џонсон Сирлиф, единствената жена лидер во Африка. По средбата со Сирлиф, Клинтон се очекува да се обрати пред либерискиот парламент. Председателката Сирлиф ужива голема поддршка од страна на САД откако во 2005 беше избрана на функцијата. Но Либериската комисија за вистина и помирување предлага на Сирлиф да и се забрани да се занимава со политика поради нејзината наводна вмешаност во граѓанските војни во земјата. Председателот Обама на 16 лица, меѓу кои активисти, судии, новинари, спортисти, актери, им ја додели престижната награда Председателски медал на слободата. Прокламирајќи го како едно од најголемите привилегии на неговото младо председателствување, Обама кажа дека добитниците на медалите се луѓе кои носат промена и се доказ на идеал. Дека нашите животи се такви какви што ќе ги направиме, дека нема бариери, расни, полови или физички што може да го ограничат човековиот дух и дека вистинскиот тест на животот на едно лице е што правиме еден за друг. Меѓу добитниците се поранешниот ирски председател Мери Робинсон, актерот Сидни Поатие, тениската легенда Били Джин Кинг и ветеранот од Втората светска војна, домородниот американец Џон Медисон Кроу. Председателот Обама кажа дека почестените се инспирација за светот. Во момент кога цинизмот и сомнежот премногу често надвладуваат, кога често се забораваат обврските спрема другите, кога патот изгледа премногу долг и тежок, овие исклучителни мажи и жени, агенти на промена, не потсетуваат дека во наша моќ е да бидеме најдобри што е можно, дека надежта е задоголот и дека правдата може да се достигне и во најзаборавените ќошиња на светот. Пред доделувањето на наградите, бангладешкиот економист и пионерот на микрокредитирање Мухамад Юнус кажа дека наградата за него е од посебно значење зашто Обама, како што рече, денес е веројатно најобожуваниот човек глобално кој го инспирирал целиот свет. Нобеловецот од Јужна Африка Дезмонд Туту, кој се бори за решавање на судири од Судан до Блискиот Исток и Бурма, по истиот повод кажа дека мирен свет е можен, а не само сон. Во САД има преку 700.000 лица бездомници, некои живеат во прифатилишта, додека други на улица. Многумина и не бараат здравствена заштита, иако таа им е достапна. Во приложение прилог за лекар кој им помага токму на овие лица на улица. Доктор Ентони Мартинес е на дневна обиколка по улиците на Вашингтон и лекува бездомници кои живеат по улици. Му покажува на овој човек како да го запре крварењето од носот. And you pinch the top of the blood vessels right here. Пред 10 години овој лекар работел волонтерски со бездомници. Сватил дека многу од нив одбиваат да одат во болници или клиники, затоа што не им веруваат на лекарите. Решил тој да им приде. Многумина не знаат дека е лекар, вели тој. Не знаат и не им е важно. Многумина имаат проблем со дрога и алкохол, имаат и други болести, како диабетис, висок крвен притисок.
Многумина, додава тој, не одат во засолништа, затоа што тамо се забранети алкохол и дрога. Затоа одбираат да останат на улица. Некои се грижат едни за други. Има и такви кои по 30 години се без дом, како Натаниел. Доктор Ентони ја прегледува Пем која е алкохоличарка. Таа има шизофренија и бројни медицински проблеми. Потребни и се лекови за сето тоа. Треба да се справам со алкохолизмот, но истовремено чувствувам дека не ми требаат лекови се додека пијам, вели таа. Но доктор Мартинес му останува да се надева дека Пем ќе успее да ја надмине зависноста. И честитам што признава дека има проблем. Тоа е прв чекор кон опоравување, вели доктор Мартинес. Тој е убеден дека ова е вносна работа, трудот се исплатува. Често само со насмевка, кога некому ќе му се помогне. Утре во Newsflash. Нови автомобили на General Motors на eBay. Тоа се за ова издание. Ова беше гласот на Америка на македонски, ТВ журналот Newsflash. Јас сум Јулија Велковска. Ви благодарам на вниманието. Ви покануваме повторно да ја погледнете нашата веб страница гласнаамерика.com.